Добре дојдовте на уште едно ново видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ако сте нови на каналот, ќе ве замолиме да кликнете subscribe за следење на новите видеа. Во овие вежби од ниво А2 ќе вежбаме за индефинит прономен или неопределени заменки во германскиот јазик. Истото видео ќе биде поделено на два делови. Првиот дел е поврзан со предавањето за неопределени заменки, поточно првиот дел. Сега можеме да започнеме. Неопределените заменки, како што знаете од предавањата, се делат на три типови и тоа артикелвата als прономен или членски зборови како заменки, потоа индефинит прономен für Personen oder Sachen, неопределени заменки кои се користат само за личности или само за предмети и неопределени заменки кои се користат и за личности и за предмети. И третиот дел ни е индефинит прономен деклинацион или деклинација на неопределените заменки. Деклинацијата ќе ја споиме и ќе ја извежбаме заедно со првиот и вториот дел. На денешното видео учиме за членски зборови како заменки и неопределени заменки само за личности. Во вториот дел ќе учиме за останатите делови. Започнуваме со артикелвата als прономен или членски зборови кои се користат како заменки. Ако сте го гледале предавањето, знаете дека овие зборови се различни зависно од тоа во кој падеж спаѓаат и како такви ќе ги обработиме во ова видео одделено. Значи, за почеток овие две табели ни се за номинатив. Во десната страна ни се неопределените заменки. Да напоменеме дека секоја од овие заменки не опишува никаква придавка. Да видиме примери. Mein Wunsch ist weg, aber hier ist noch einer. Мојата желба исчезна, но еве уште една. Sind hier Ärzte? Ja, hier sind welche. Има ли тука доктори? Да, тука има. Ist das dein Nachbar? Nein, ist keiner. Дали е ова твој сосед? Не, тој не е. Четврта реченица, sein Fahrrad ist gestohlen, kein Problem, hier ist noch eines. Неговиот велосипед е украден, нема проблем, еве уште еден. Одиме понатаму, петта реченица, ist Maria deine Liebe? Nein, sie ist keine. Дали е Марија твоја љубов? Не, таа не е. Lernen hier ihre Schüler? Ja, hier lernen welche. Учат ли тука твоите ученици? Да, тука учат некои. Уште еден пример. Ist Kaffee dein Lieblingsgetränk? Ja, ist einer. Дали кафето е твој омилен пијалак? Да, тоа е. Кафе во германскиот јазик спаѓа во машки род, поради тоа имаме einer. Ist das dein Fahrrad? Nein, das ist keines. Дали е ова твојот велосипед? Не, тоа не е. Од номинатив се надеваме дека свативте за што станува збор. Продолжуваме со вториот дел, со акузатив. Неопределените заменки за номинатив и акузатив различни се само во машки род. Како што гледате на табелата. Прва реченица, sein Fahrrad ist gestohlen, kein Problem, kauft noch eines. Неговиот велосипед е украден, нема проблем, тој купува уште еден. Оваа реченица е слична со онаа што ја прочитавме во номинатив, но ако забележите, имаме акузатив, бидејќи kauft noch eines. Втора реченица, ich brauche Geld, ich gehe welches abheben. Имам потреба од пари, јас ќе одам да повлечам. Gibt es hier einen Parkplatz? Nein, hier gibt es keinen.
Има ли тука паркинг? Не, тука нема. Habt ihr noch Probleme? Ja, wir haben noch welche. Имате ли вие уште проблеми? Да, ние имаме уште нешто. Или некои. Одиме со петти пример за акузатив. Brauchen Sie noch Pizzas? Ja, wir brauchen noch welche. Ви требаат ли уште пици? Да, ние имаме потреба од уште. Mein Bruder hat grüne Fahrrad, aber ich habe auch eines. Мојот брат има зелен велосипед, но јас немам. Ich habe auch eines би требало да биде во превод, но јас имам исто така. Ако е немам, ќе биде keines. Hast du noch Hunger? Nein, ich habe keinen. Гладен ли си се уште или имаш глад? Се уште? Не, не сум гладен. Möchten Sie noch eine Torte essen? Ja, ich möchte eine. Би сакал ли уште една торта да јадеш? Да, јас би сакал. И третиот дел ни е за датив. Забележувате ли дека неопределените заменки се слични во суфиксот како бештимта артикел или како членуваната именка. Haben Sie mit den Professoren gesprochen? Ich habe mit welchen. Имате ли со професорите зборувано? Јас имам. Втора реченица за датив. Trinkst du gern Kaffee? Ja. Geben Sie mir bitte einen. Пиеш ли ти кафе? Да. Дадете ми на мене ве молам. Seid ihr ins Schwimmbad gewesen? Ja, wir sind in einer. Бевте ли вие на базен? Да, ние бевме. Hast du für etwas mit Freunden gesprochen? Nein, mit keinen. Имаш ли ти за нешто со пријателите зборуваено? Не со никој. Уште неколку реченици за датив. Ich habe mit welchem gesprochen. Јас имам со некој зборувано. Hast du mit einer Freundin eine Schlägerei gemacht? Nein, ich habe mit keiner gemacht. Имаш ли со пријателката тепачка направено? Не, јас немам со никого направено. Ich reise in anderes Land. Ich bin auch in einem gereist. Јас патувам во друга држава и јас сум патувал во една. Вториот дел за ова видео ни е за индефинит прономен nur für Personen, неопределени заменки само за лица. Овие заменки ни се неколку, првата е man. Man се разликува во номинатив, акузатив и датив, иако многу често се користи само номинативот во говорниот јазик. Да прочитаме повеќе реченици. Man hatte sein Eindringen nicht bemerkt. Неговиот упат не беше забележан. Втора реченица, man hörte das Huschen nächster Füße. Се слушаше бегање со боси стапала. In spätestens 2 Minuten wird man sie verhaften. За најдоцна 2 минути ќе бидете уапсени. Dafür wird man mich bestrafen. За тоа ќе бидам казнет. Man hat mir $5,000 dafür geboten. Ми беше на мене $5,000 за тоа понудено. Man muss mit einem Mal jeden Satz dreimal lesen. Мора еднаш секоја реченица по 3 пати да се прочита. Es ist wichtig, dass ich einen liebe. Значајно е дека јас сакам некој. Ова ни е во акузатив и една реченица во датив. Zu viel Rauchen
schadet einem. Премногу пушење штети. Втората неопределена заменка за личности е jemand или irgent jemand. Значи некој или некој си. Jemand во акузатив е jemanden, а во датив jemandem. Hat dich jemand auf dem Weg nach hier gesehen? Те има ли тебе некој на пат кон тука видено? Hatte sich über jemand geärgert und trank. Тој се имаше за некој нервирано и пиено. Ich muss das Gefühl haben, dass ich zu jemand gehöre. Јас морам ова чувство да го имам дека јас на некој припаѓам. Irgendjemand muss gequatscht haben. Некој си мораше да има дрдорено. Vielleicht ist irgendjemand darüber gestolpert. Може би некој си на тоа налетал. Ich habe jemanden wie eure Schwestern erwartet. Јас имав некој како вашите сестри чекано. Wollen Sie jemanden von Kapital sprechen? Сакате ли со некого за капиталот да зборувате? Ова е во акузатив. И за датив имаме една реченица. Es ist wichtig für mich, mit jemandem über Erich zu sprechen. Важно е за мене со некој за Ерик да зборувам. И третото ние niemand или никој, во акузатив niemanden и во датив niemandem. Zu Hause erwartet niemand auf mich. Дома не чека никој на мене. Weit und breit war niemand zu sehen. Надалеку немаше никој да се види. Niemand wird wissen, wo geblieben ist. Никој нема да знае каде тој останат е. Niemand von ihnen wusste ein fröhlicheres Thema. Никој од вас не знаеше повесела тема. Niemand kann diese Leute mehr zusammenhalten. Никој не можеше овие луѓе повеќе да ги држи заедно. Ich kenne niemanden von dieser Werft. Јас не познавам никој од ова бродоградилиште. Es war für niemanden ein Geheimnis. Тоа не беше за никого тајна. И пример за датив. Ich habe niemandem etwas erzählt. Јас немав на никого ништо раскажано. Се надеваме дека дадовме доволно примери. Имате уште многу примери во видеата за предавање. Сега ќе направиме една вежба. Имаме две реченици и jemand и niemand кои ќе треба да ги поврзете соодветно каде што припаѓаат. Имате неколку секунди. Со наша помош да ги решиме. Es musste ihm also jemand dabei geholfen haben. Мораше според тоа некој за тоа да му има помогнато. Овде имаме jemand. И втората реченица es braucht niemand zu wissen, dass ich hier bin. Нема потреба никој да знае дека јас тука сум. И уште една вежба и завршуваме за ова видео. На овој слайд имаме jemand и man. Man weiß nicht mit Sicherheit. Не се знае со сигурност. Irgendwo schrie jemand nach der Polizei. Некаде врескаше некој по полицијата. Со ова завршуваме за ова видео. Ако ви се допадна, кликнете лайк. За неколку денови ќе го објавиме и вториот дел
од ова видео.